Имаме експонати на многу познати иматели од светот кои ги употребувале тие лули, почнувајќи од рускиот цар Романов, па да завршиме на, на експонат кој го носел Пинзон на вториот Колумбов поход до Америка во 1494 година. И сите тие, не само што ја следат историјата на тутунот, туку ја следат историјата на Европа видени низ очите за тутунот. Зошто е тоа така? Тутунот е луксус. Секојаш со луксусот е поврзана човековата глупавост. И ние во суштина имаме експонати кои ги демистифицираат какви се луѓето во суштина. Овие не говорат експонати за тутунот, туку за имателите, за самите луѓе и какви сме биле во историјата. Например, зошто ви е вас прескапа лула за да испушите едно луле тутун? Ги плаќале со 1000 евра, ги чекале со 3-4 години за да ги произведат. Тоа е исто како денешните мерцедеси. Ево 19 век нема мерцедеси, па затоа луѓето точно преку овие експонати сакале да се одделат од другите. Критериум за еден експонат да се најде овде е приказната. Ако нема приказна, тој оди во депото. Ако има приказна, тогаш ние ја раскажуваме. Тука ги имаме белите лули, кои се направени од каолин и се нарекуваат кафански лули или лули за кршење. Може би смешно, но во 16-17 век лулите се користеле за кршење повеќе отколку за пушење. Зошто? Чашите и тајнирите биле направени или од дрво или од метал. Не се кршеле. А мажот мора нешто да крши, посебно ако имате политичка некоја аргументација или ако се карате, така се продавале. 1 дузина. Велат, колку беше добра казната, вика цела дузина. 12 лули искршил за време на таа кавга. Во високата класа тутунот дошол како бурмут. Жан Никот, францускиот амбасадор во Лисабон, кој бил испратен од Катарина Медичијанката, и донел незе бурмут, таа нормално го засакала бурмутот и им наредила на сите дами на дворецот во своите женски мали етуија да ги исфрлат шминките, тие најчесто чувале пудра и внатре да стават бурмут. Не ги пуштала дури на балови ако немаат бурмут и ако не шмркаат на самиот бал, како една културна навика. И од тогаш од женските етуија настануваат бурмутниците. Но тоа е во Европа. Како е кај кинезите? Кај кинезите златото и среброто не е толку битно, туку е жадот. Највредниот жад го има на Куанлунг планината во Кина и тој се вика нефрит. Тие многу сакале да прават шишенца од нефрит. Нефритот е тврд, дури и со денешните забарски алатки тој не може да се издлаби. Значи како е шишенцето издлабено, затоа што е правено од едно парче. Тајната е откриена дури во 1975 година, кога ги откопувале пирамидите на Јукатан. Тогаш тие виделе дека камењата се лепени еден со друг.
Не знаеле како се прави тоа, но еден истражувач поминал из некоја трева и му се распаднале чизмите, му исчезнале сите метални делови од чизмите. Така направиле екстракт од тревата и виделе дека совршено топи камен, а не напаѓа органска материја. Така сватиле дека и овие бурмутници на ист начин, на хемиски начин, капка по капка се длабени внатре и после се поминувани со еден цериум оксид, така се нарекува. Значи, високата технологија што и ден денес ја користи НАСА за ладно заварување на метали или за намалување на триењето, ја знаеле значи и во Латинска Америка, а ја знаеле и кинезите во, па да кажам, пред 10 век. Често прашаат колку чини музеот за тутун, затоа што има многу луксузни експонати кои им припаѓале на познати иматели. Па ако се земе фактот дека доктор Бошко Бабич до 1997 година потрошил околу 20 милиони марки, пари од тутунската индустрија за да ги набави овие експонати, кога ќе се земе во обзир дека Тадеуш Полак, значи подосна кој стана и министер за култура, самиот лично од Полска донесе десетици експонати со голема вредност, и ако се земи самите материјали и луѓето кои ги изработиле, тоа штената е навистина огромна. Еве, на пример, овде имаме табакера која направил Константин Кладујков во песочен калап. Подписот на Константин Кладујков на било што е десетици илјади евра. Ако ја земеме оваа табакера, само материјалот дека е комбинација на злато, сребро, платина, уралски розов диамант и сафир, не знам колку би коштала. Ако се земи дека кошта необработен диамантот околу 16.000 евра по карат, овде имаме 4, сафирот кошта неколку илјади по карат, овде имаме десетици, тогаш нека направи секој математик. Тука имаме лулата која се нарекува султанска лула или лула од преговорите на Крим после руско-турската војна. Знаеме како одела приказната, турците ја губат војната многу брзо и катастрофално, бидејќи неспремни влегуваат со русите, кои ги чекаат долго време овие да нападнат, а самите не смеат да нападнат затоа што британската флота е во Црно море. Главно, после војната сега мораат да преговараат, заради тоа што повторно британската флота врши притисок и на едните и на другите. Така преговорите се закажани на балаклава. Турскиот преговарач е Али Кучук, каква иронија, тој бил најубавиот маж, турскиот Дон Жуан и не бил баш многу паметен, а стариот Мудар Прозоровски, кој разговарал во името на русите, тој смислил начин како да го изнеси од преговарачка позиција, значи настрана овој Али Кучук, затоа што знаел дека овој по карактер е многу избавлив. Така тој ја направил фацата од Селим II освојувачот, му ставил британски мустајки и коњушарска капа. Нормално, претходно ден порано се погрижил во весникот да излези дека турците се коњушари на британците, така кога овој дошол, го подпишал најлошиот можен договор. Те имале 15 припремени различни договори и нормално на масата ви е прво најлошиот и овој се фатил на јадица кај најлошиот. Инаку русите би биле задоволни само со едно единствено пристаниште Балаклава, каде што и преговарале, но на овој начин го изгубиле цел Крим.